Како Орхан ја замислува слободата. На пролет, на есен, секогаш во бескрајна сина празнина на нашата улица може да се забележат птици, златни птици. Слободата на птиците е во нивните крилја. Слободата на крилата е во нивниот простор. Орхан не сакаше ништо колку што ги сакаше птиците. Со минути го следеше нивното летање, нивните патишта низ прозорот, но најголемо задоволство чувствуваше од допирот на птиците. Кога нив можеше да ги ставаа во кафес. Утрото е со посебна убавина. Утрово, да не го урочиме, прилега на девојка невеста. Утрово е се во изобилство, секој е дарежлив. Зошто? Денес му е роден ден на Орхан. Затоа. Блиските, роднините и неговите другарчиња ќе му донесат најразлични подароци. Но Орхан сакаше птица. Птицата ја затвориле во златен кафес, а таа ги бркала со своите трња, му рече баба му. Птиците не можат да живеат без слобода, рече мајка му. Птица, слобода. Слобода, птица. Слобода. Што е тоа слобода? Праша Орхан. Мајка му долго време му објаснуваше што е тоа слобода. Меѓутоа, Орхан на свој начин беше ја сватил смислата на слободата. Така и тој на своите другарчиња многу им раскажуваше за слободата, но никако не можеше да најде пример за тоа. Слобода е летањето. Летањето е слобода, лета. Токму тогаш татко му на Орхан, враќајќи се од работа, носеше и кафе со златникаво славиче во него. Ете, синко, ова е мојот подарок за твојот роден ден. Орхан го прегрна татка си и по обичај го бакна. Потоа го зеде кафесот и истрча во дворот. Го отвори кафесот и го пушти славиот слобода. Сето ова го следеа и неговите другарчиња. Тие беа чудоневидени. Не чудете се, рече Орхан. Ова е пример за тоа што е слобода. Сите гледаа во просторот каде што славиот беше нацртал златна патека. Сакаа да ја чујат неговата песна. Која ли беше песната на славиот? Која може да биде освен слободата на птиците е во нивните крилја. Слободата на крилјата е во просторот. Сега Орхан повеќе од се ја сака слободата.